Најпромовираниот проект на Зоран Заев, Мила Царовска, моментно на позиција министер реформатор на образованието за потребите на Заев, мува неа лази за учениците. За неполна година, Мила Царовска фрли пари во ветер за домашна платформа која што никогаш не профункционира. Училишната година започна цел месец подоцна. Онлайн наставата ја следат на почетокот само 80% од децата, потоа ги менуваа податоците, но сепак 20.000 деца се вон образовниот процес. 20.000 деца, ученици, се вон настава. На тоа, од полугодието, бунт кренаа матурантите. Нивната бројка е околу 17.000 ученици матуранти. Голем дел од нив ја бойкотираат наставата, а Мила Царовска си тера проектчиња и маркетинг. При тоа, владиниот прескап пиар и стои на располагање за дефокус дека над 15.000 матуранти се пријавиле за полагање на матура. Па слушајте убаво. Тоа што децата матурантите се пријавиле за полагање, тоа не значи дека не се против вашиот концепт и не се противат на вашите лаги. Напротив, тоа се деца кои што сакаат да учат, но не ги прифаќаат вашите лаги и манипулации. Зашто се работи? Наставата почна подоцна. Програмата им беше скратена. Многу материјали беа отфрлени и заради скратените онлайн часови. А Царовска сака да ги оценува на матура на сиот нескратен материјал по 4 предмети, иако им вети дека ќе биде според тоа што имало време да им се предаде во тие скратени часови плюс 1 месец помалку. Сумирано, сето заедно, проектот на Зоран Заев, реформаторката со политичка агенда за рушење на образованието, мува неа лази што 20.000 деца не следат настава, мува неа лази што 17.000 матуранти се против предложениот начин на полагање матура. Ниту се секира како ќе продолжат оние 20.000 деца кога училиштата ќе се отворат, ниту како ќе поминат оние матурантите понатаму. Ниту е загрижена дали и колкав број на матуранти се откажале од полагање на матура заради низиниот инет и лажење, па наместо да продолжат на факултет со државна матура, сега би полагале завршен испит или училишна матура само по 2 предмети. Проектот на Заев, Царовска, мува неа лази за проблемите на вкупно 37.000 ученици. Ниту за основците, ниту за средношколците, ниту за матурантите, идните студенти, ниту за ништо. Единствено за што се грижи е како да ги исполни барањата на Заев за укинување, бришење на историјата од образовниот процес, а наместо неа таа да воведе плетење и везење. Проблемите на 37.000 ученици значат проблеми на над 30.000 семејства, кои што мака мачат да обезбедат корка леп за своите деца. Многумина од нив се од оние 55.000 кои што останаа без работа. Проектот на Заев, Царовска, единствено што прави е само посочување на децата својата иднина да ја гледаат надвор од Македонија. Па време е, сите заедно, наместо на децата, да ја го покажеме патот на проектот Царовска надвор од Министерството за образование.